следната дилема. Како ја градиме државата низ вредностите кои што ги втевали Гоце Делчев и дали имаме јасна визија да ги претвориме тие вредности во одржлива линија. 23 години од смртта на великанот Гоце Делчев, кој е личност која не е само дел од нашата историја, туку и еден од темелните столбови на кои се гради суверениот на македонски државен, но и национален идентитет. И тоа што без никаков сумнеш ќе го знаеме како факт е дека Делчев е само револуционер. Тој бил стратег, тој бил мислител, тој бил организатор со јасна политичка визија за слобода, за правда и за достоинствен живот, развој, а не преку конфликт. Тоа е и суштината на современиот европски проект. Демократија, толеранција, почитување на различностите и равноправност. И токму на таков начин ние ја поставуваме македонската надворешна политика, како надворешна политика која што го почитува мултилатерализмот, како надворешна политика која што има за цел да ја оствари неостварена стратешка цел на нашата држава, пуноправно членство во Европската унија. Браниме историјата. Предизвикот е како ќе ја комуницираме историјата со факти, со докази, со јасна позиција, или дали ќе дозволиме таа да стане предмет на релативизација. Тоа што смятам е дека е многу битно. Ова ќе навлезам во еден став кој што често го споделуваме во својата меѓународна комуникација. Постојано се зборува за темата од така наречена заедничка историја. Јас сум лично убеден, ова сум приматен бидејќи го ставам во политички контекст, има комуникација историчари кои што може да дадат своја класификација. Дека ние како регион различни мемории за прајство и различни гледишта за што се случувало на овие територии. И веројатно тоа е прифатено во 20 години. Различно да мислим. Но што е многу значено? Да го почитуваме правото на другиот да ги гледа работата. И тука е опасноста, односно тука е еден ризик од тоа што има за цел некои надворешни структури и намет на нашата држава. Односно ги кажат како таа треба да ја гледа по својата национална меморија, како таа треба да ја толкува својата историја. Обврската за толкување на историјата лежи кај историчаните, кои што зборуваат врз основа на факти, зборуваат врз основа на докази, зборуваат врз основа на извори. И творат, не само зборуваат, создаваат научни трудови, создаваат идентитет на нашиот јазик и почитаат она што го славиле нашите предци. Затоа историската комисија како таква да продолжува да работи. Не е работа на политичарите да се мешаат во резултатите кои што ќе ги постигне комисијата, но многу е значено политиката да не влијае на еден или друг начин, но и политиката да има доверба во тие луѓе кои што се во таа историска комисија, дека тие ќе работат врз основа на научни докази или врз основа на научни факти при создавањето на било какви заклучици. И мислам дека многу позитивни проекти се остварени во последниот период, заедно со другите институции на системот. Сега ги спомнувам овие две институции, бидејќи министрите се присутни со национални аспекти кои што ги имаме постигнати во делот на јазикот, во делот на културата и во делот на спортот и сите оние други аспекти на нашето живење кои што можеме да ги промовираме. Значи, имаме критична амбициозна агенда, секогаш имаме и добри идеи. Критична мисла, но и само средства перцепција за историјата и дали реформите во образованието го возложуваат ова за што не представува. Концепцијата во која беше направена интеграција на националните предмети, например историја со географија, предпоставувам и влако сум убедена со цел да се пренебрегнат некои политички моменти и да се избегнат историски факти кои на други им пречат, ако и де факто навистина се наши и го градат нашиот национален идентитет. За нашите млади, оние кои ќе ја градат добрва државата, да имаат сознание за тоа што представуваат нивните корени, но не само за тоа што представуваат и кои се нивните корени, туку и кои жртви ги дал нивниот народ за тие денес да живеат во слободна демократска република Македонија. Зошто луѓето ја бранат својата татковина,
што е тоа што влијае на нивните одлуки, што е тоа што едните ги разликува од другите. Министрот Муцунски спомна за етничка или споделена историја, но целта на едната страна била различна од целта на другата страна. Од тука нашите млади луѓе мора да знаат што она што се случувало во минатото било цел на нашите дейци, вклучувајќи го и Гоце Делчев. Тој не е само револуционер, тој е просветител и тој е визионер. Неговата просветителска, учителска дейност и целата територија на државата на Република Македонија не е ничковица од Честитида, каде што стапно тој зборува за правда, за праведност, за равноправност. Од таа комисија ќе успеа на еден културен начин, како што Гоце Делчев рекол, на културен напредок да докажат дека имаме право на собствена историја, затоа што имаме право, дека ја имаме таа собствена историја, затоа што реално имаме таа собствена историја и затоа што не треба да има никаков интервенционализам во било чија национална историја. Со одредени листи, со одредени тези и како ние го практикуваме тоа од денешен аспект.